владење на правото би ги спомнала следниве реформи, за кои што се надевам за сите нас се добро познати, меѓутоа тоа се подобрување на судскиот интегритет преку ревидирање на постапките за регрутирање, селекција, именување, оценување, унапредување, преместување и разрешување на суди и обвинители. Но ако видиме од година во година колку се подобруваме, тоа е сериозен застој. Ако некогаш во оценката на сите земји на Западен Балкан бевме лидери, ние се уште остануваме на истиот процент на усогласеност. Промокот кој што го правиме од година во година е толку мал или незначителен, што значи дека немаме сериозен консензус и затоа сметам дека во собранието имаме можност, особено бидејќи слушнавме и од колегите од владеачкото мнозинство, имаме можност, ако навистина сакаме да покажеме кохезија за битните прашања за граѓаните, тоа да го покажеме на дело, а се покажува со вклучување во рано подготовка на законските решења и со дискусија по основ на нив, овде во собранието, а зошто да не и да се отвори за пошироката јавност. Ние имавме неколку обиди за јавни дискусии, јавни расправи по однос на законските решења, не беа овозможени. Имавме обиди за надзорна расправа, па добивавме паралелни надзорни расправи. Тоа не е знак кој што оди во насока на демократските вредности во кои што ние аспирираме да бидеме дел од едно пошироко семејство. Теза, истите заклучоци, истата потреба ја имаме токму и денес во 2025 година, дека сепак од тогаш кога се зборувало за проширување се зборува и денес, а ние се уште сме во чекалната. Но секако дека за голем поздрав е она што е формирано во собранието за меѓупартиската парламентарна група за да се следи имплементацијата на сите оние препораки од Берлинскиот процес и кој што всушност е составена од представници од сите политички партии, вклучени во собраниската расправа. Една од основните забелешки и секако и задачи е надзорот и спроведување на клучните реформски обврски. Тоа значи дека се она кое што ќе биде наша задача, меѓутоа и кој што ќе биде задача на извршната власт, на институциите, треба да помине низ филтерот на ова собрание како соодветен надзор. И тука треба да се посветиме буквално сите заеднички, за да успееме да го достигнеме овој левел. Во делот на она кое што представува моја задача како претседател на Комисијата за финансирање и буџет, во делот и на надзорот кој што треба да го спроведува оваа комисија, тука се 4 поенти. Бидејќи оваа комисија овозможува одобрување на средства за проектите од Берлинскиот процес, кои често се кофинансирани од буџетот, тоа е еден вид на надзор. Понатаму надзор над користењето на европски фондови и заеми во делот на трошењето на средствата, редовното известување и нивното наменско користење. Под број 3 ревидирање на финансирање на договорите преку проценка и предлог со препораки до собранието и под број 4 транспарентност и отчетност преку елаборирање на извештаи од соодветни институции за реализација на капитални инвестиции. Впрочем, и најбитно е граѓаните да знаат каде одат парите од проектите од Берлинскиот процес. Ова се 4 клучни постулати или точки кои што Комисијата за финансирање и буџет, а во рамки на спроведувањето на проектите од Берлинскиот процес го има како своја основна задача и надлежност. Од друга страна, ние знаеме, ако се вратиме малку поназад, дека основата пред сега почнавме со проектот на Open Balkan, каде што се подпишаа повеќе меморандуми во различни области, но секако дека и тука реализацијата и имплементацијата на тие меморандуми оди малку по-споро. Во извештајот на Европската комисија исто така беше ревидирано дека мора парламентот повеќе да се посвети на соработка меѓусебна, станува збор за власта и за опозицијата, секако да има повеќе дебата и помалку да има вклученост на закони во скратена процедура.
Главниот заклучок кој што се однесува на она за кое што ние дискутиравме и бевме присутни во рамки на Берлинскиот процес како 4 пратенички, зашто ми е многу драго, бидејќи тука го засега и она женско прашање, односно самата учеството на жените во политиката. Парламентарците истакнаа потребата од зголемување на учеството на жените во политиката, идентификуваа можности за поголема економска соработка и механизми за зголемен надзор врз странското мешање, дезинформациите и миграцијата. Тие исто така ја признаа клучната улога на парламентарниот надзор во следењето на напредокот на владите на Западен Балкан во однос на обврските во Берлинскиот процес и унапредувањето на евроатланската интеракција на регионот. Ова е всушност